Еве, и ова беше најава за емисијата. Да. Видовме приближно како изгледа. Но, Драган, друго сакам да те прашам. Долги години беше на музичката сцена. Те паметам со групата Тавче Гравче. Учествуваше на Макфест Штип. Фестивалот и сега се одржува деновиве. Да. Самиот пишуваше, беше Музика, автор да. на музика, да, твои хитови победуваа таму. Наеднаш премина во водителски води. Зошто? Повеќе пари има во шоу програмите? Не беше проблем во парите. Прво, ова водителство некако спонтано дојде уште кога бев уредник во Сител, откако почна да се емитува таа програма 94-та, и нели почнав со тие легендарни вашите 5 минути, меѓутоа немаше водител, па морав јас. И така испадна така стана водител? Така стана водител. Они на крај памет јас ке си ја баталам бас гитарата, на која сум посветил толку години и живот, и тезги, порано и концерти, и така натаму. Но и од друга страна, Јадранка, јас осетив негде 97-8 година дека нашава естрада тешко ќе врви, бидејќи ние сме многу мал пазар, 2 милиона, дали сме и 2, не е битно. И сега, од таа временска дистанца, сега гледајќи, сум бил потполно во право. Поради тоа што, ако Драган останеше тоа што беше тогаш, до сега само ќе се крстев на свадби, да свирам свадби и ете, да си ја прехранам фамилијата. Ти имаш едно време свирено и во Грција, знаеш добро грчки да зборуваш, тоа знам. Одлично, да. 4 години бе во Грција, точно. Така, но зборуваме за квизовиве. Тие беа меѓу најгледаните? Мене генерално од 94-та нааму, ајде да не се фалам, меѓутоа сум бил и ултра најгледан, сум бил и меѓу најгледаните. До сега има, ете, Господ ме чувал некако, па сите мои проекти што се до сега се гледани. А зошто се гледани? Затоа што ја влегувам под кожа на луѓето, на народот. И јас сум народен човек и така ја ги водам сите емисии. Значи, не дозволувам сега нешто во ракавици или нешто. Чисто сакам да се спуштам на нивото и на размислувањето на луѓето кои ги гледаат овој тип на емисии. Така, но имаш различни коментари. Ти си како Сергеј, некои нели се верни фанови твои, другите критикуваат, но тоа е цената на популарноста. Јас само кажувам едно, нека ме плукаат што сакаат, нека прават, само поголема слика нека стават. Така. Во новини. Што очекуваш од овој нов квиз? Пошто еве да си направиш споредба со сите претходни твои проекти кои одеа на различни телевизии. Да, добро. Тие проекти што било нешто веќе видено или горе-доле нешто исто. Ова е сосема нов тип на квиз, немало оваков, како што кажав на почетокот. Чија е идејата за моја идејата, буквално тој моја. концепт? Но, прво почнав да размислувам во такси да биде, потоа размислував во комбе, меѓутоа бидејќи јас ке носам и големи звезди, а звездите ке сака да станат да пеат автоматски, морав нешто по-големо да земам. Во овие земам. 15 што се снимени, немаш некоја звезда? Немам, ова се почетните 15. Следното снимање ми е на 18, 19, 20, 21, по 6 емисии на ден. 18 ќе биде за 6 звезди. Не кажувам кои, некои ќе дојат од Хрватска, некои од Србија, некои од кај нас. Со нив започувам и после ќе ги мешаме. Еднаш неделно ќе имаме по една звезда, а од понеделник до четврток ќе има обични луѓе што се пријавуваат. Значи, атмосферата во автобусот е на ниво? Лудница е. Така? Значи, многу опуштена. Јас сега, ајде да не кажам, ќе кажам, бидејќи прво морам да се заблагодарам на 1 ТВ. Ја оваква кампања до сега не сум видел, а 26-та сезона ми е како водам некаков тип на музички емисии. Не го велам тоа што сум јас туку стварно е факт е и ја оваква кампања, не само за мене, генерално за сите вас што сте тука, не сум видел. Лесно се договоривте со сопственикот Бојан Јовановски. Ако кажам дека 2 минути беа доволни, мислам, тоа е брзо размислување и гледање неколку години нанапред. Што треба, што сака оваа телевизија. Ја колку што гледам, полека рейтингот расте. И колку што гледам, имате фантастичен... Знаете како ве викат? А1 се тука. Ове земале од ваму. Немој тоа Чомовски така ме стои. Така? Ајде. Погрешка. Овде гледаме да, сакам, ако може еден телефон, ве молам од режија, Дени да ми пушти едно телефонче тука, еве го.
Кој прв се јави, имам една награда, ај со Арно, со лесно, нека ни почне емисијата. Ќе доделиме едно електрично гезве за кафе. И ако имаме некој, ние можеме се Ова за лесно? За лесно. Кога тргна на првото снимање твојата сопруга Весно Вујчич, ти стори вода, лесно да ти Ми оди. истори вода и лом ме направи, па се вратив назад. Морам да кажам дека снимањата се многу лесни. За разлика од другите што сум ги работел, јас сум морал да стојам. Бидејќи снимаме по 4 по 5 емисии во ден, 8 сата да стоиш, Проширени па ја и вени не да сум во добиеш, цветот а? на младоста да стојам толку, камоли некој помлад, а камоли па Драган да стои. Овака си седиме и можам до недоглед. И си ги вртиме уличките. Има гледач, ми е во Аха. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Повелете, кој се јавува? На телефон е Бранкица од Скопје. Бранкица, добар ви ден. Добар ден. Имате ли електрично гезве за кафе? Не, немам искрено и многу ми се допаѓа. Гезвето или ние? И вашата телевизија и гезвето секако. Добро, Бранкица. Сега ќе ве приклучат во режија, да ги оставите вашите податоци и да ви објаснат каде треба да се подигне. Нека ви е секој Сабајлев со клучен телевизор со ова електрично гезве, гледајте не и понатаму, а ви препорачувам да бидете до телевизорот со истото гезве во 15 до 6 во понеделник навечер. Чао, Бранкица. Така. Ете тоа, Јадранка. Кажи ми, спомнавме Макфест, го следиш сега? Па, вчера почна, искрено не го следев, затоа што ја 3 дена сум буквално во монтажа на емисиите. Овој тип на емисија, значи, буквално не исцеди сите нас, цел тим што сме 7 души. Има многу случаи во самата емисија што треба да се измонтираат и да биде тоа стварно онака како што треба. Но сега е скоцкано, емисијата трае околу 45 минути и мислам дека гледачите ќе бидат задоволни. Сакав да подсетиме на некои од твоите хитови и песни, Аха. чиј автор си ти. Па добро. Се сетив на Ангели ме носат. Ангели ме носат беше 91-а, ја пееше Силви Бенд и освои 3-то место. 92-а свирете Азајди Зајди, прво место Олгица Христовска. 93-та јас со Кажи грешнице, Владо Јаневски беше втор, јас трет, прва беше Тања Кочовска, ми се чини. И тука прекинав јас со Макфест, се свртев на кај народните, на кај фолк водите и во тој интервал од 7 години имам 7 цедиња, од кои 2 српски за српскиот пазар и другите за македонски. Мартин Вучич, Да. твојот син, вашиот син Да. со Весна, од неодамна е директор на Танец. Така е. Како се чувствува? Ја мислам Вие дека како е- музичко семејство, јас. Ја мислам дека е полн со елан и полн со идеи. Те идеи што мене некако ми ги спомнал во неврзан муабет, мада ништо не кажува што се случува и таму и дома, љубоморно си го чува тоа, вика ќе видите кога ќе се случи тоа и тоа што јас му го почитувам. Има одлични идеи и се надевам дека ќе биде стварно на таа функција многу успешен. А Мартин беше нели наш представник на Евровизија? 2005 во Дали Киев. музиката беше Моја беше, да. така? Моја беше музиката, да. Сегаш немаш, не чувствуваш инспирација веќе да Па немам за кога. твориш? Стварно немам за кога. Мислам, на прсти се бројат и сите се некако фатени со некои продукции, тоа е нешто хит кај нас сега. Ако некој ми побара песна, дали било балада, дали за побрзо, ја не сум заборавил да пишувам. И не велам дека немам време, обратно, имам време за пишување, но моментот е во инспирацијата. Сега може и навечер у 2 у 3 да ти текне некоја тема, може и преку дена, може и 6 месеци не. Но не велам не, имам јас 2-3 песни што ми стојат така настрана, така да тоа За е. кого ги чуваш? Па кој ќе не, ако осетам јас дека е некој добар пејач или стварно као еве од помладите морам да го спомнам Владко Лозановски, он е веќе, нели? Но тоа е мој изум, не е мој изум, него од моја емисија излезен 2007 година, Мак Звезди, и многу сум горд на тоа, ете, што и они неколку други пејачи што излего, за нив можам да напишам, ако нормални постои желба од нивната страна. Така. Видовме автобусот го возеше девојка. Да. Таа е постојан возач или? Имаме двајца, женско и машко. Затоа што колку и да е, ние снимаме по 6-7 сати, а нивното работно време е по 4 или по 5 сати.
Тоа е, они си го рачунаат како работно време и тоа е тоа што треба фактички. Потоа доаѓа друг. Меѓутоа, у првите 5-6 емисии ми е Марија. Не е никаков проблем дали врне дожд, снег. Апсолутно. Внатре е многу комфорно као прво. Имаме и клима за летните денови, имаме и стварно убаво грејење за зимските денови. Сега, као што велат, после некој време ќе почнат и дождови, ние сме безбедени, нема проблем. И да врне, и да вее. Меѓутоа, како одиме со автобусот, како што застануваме на семафор или нешто, само гледаат у нас, свиркаат, мафтаат, 300 чекаат. Добро, Драган, јас ти благодарам. Благодарам и јас. За гостувањето. Иако и ти си некој домаќин, нели, на некој Така начин е, со емисијата така е. на 1 ТВ. Па, ние се гледаме на кај 17 часот со трибина со колешката Гордана Дубњак. Па, за сега пријатно.